Вие сте во уште една наша емисија, вашиот пратеник. Гостин во Собраниското студио е пратеничката Рашела Мизраки. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата многу. Да го поздравам вашиот концепт на емисијата, на вистина прекрасен концепт, бидејќи како пратеници, како политички фигури на политичката сцена, граѓаните не познаваат во таа улога, меѓутоа исто така битно според мене да не познаваат и како луѓе и со овие настапи ни ја давате таа можност. Така нашата цел беше да се видат пратениците и од онаа друга страна која е малку позната. Човечката страна. Човечката на јавноста. Так. Вие сте доктор на науки. Така. Имате завршено факултет во Израел. Докторатот е направен. Што работевте пред да станете пратеничка, пред јавноста и гледачите да ве гледаат во оваа улога сега што имате? Така, мојата животна желба беше да бидам доктор по ветеринарна медицина и по завршувањето на средното училиште во Корчагин, тогашното средно училиште познато по математичарите кои што излегува од таму, како првенец на генерацијата на Корчагин, продолжив на ветеринарниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Завршив како првенец на УКИМ со златна медалја на Климент Охридски и сонот беше да станам првиот абдоминален хирург на крупна стока, што би се рекло во Македонија. Таква специализација не постоеше, па продолжив во Канада. И после Канада еден краток период бев асистент на ветеринарниот факултет во Македонија и од таму продолжив на докторска дисертација во Израел, на докторат кој што опфаќа хумана медицина и експериментална медицина и се здобив со титулата доктор на биохемија и молекуларна биологија на андрологија. И многу е комплексно да се објасни во Македонија, во нашиот образовен систем, што всушност сум јас. Јас сум по докторската дисертација лабораториски работник во лабораториска истражувачка дејност во биохемија и молекуларна биологија. Но сега ве гледаме како пратеник. Од каде таа љубов? Па да бидам искрена, политиката не ми била примат на интерес, иако потекнувам од семејство кое што, да кажеме на еден или друг начин, секогаш било инволвирано во некој си политички амбиент. До мој некој 25-26 години немав голем интерес за политика, како што кажав, иако секојдневието и семејните активности и настаните во кои што беше инволвирано семејството ме вклучуваа и мене по различни настани. Првиот момент кога ја чув реченицата како може човек да живее без инволвираност во политика, кога се е политика, дури едноставното купување леп наутро, ме интригираше, ме се интересира и почнав помалку да влегувам во политичките води. Ако ме прашате точно како стигнав до моментот на она мое препознавање во јавноста пред некои си 8 години, би кажала дека некои работи се божествени работи, дека немам логичен одговор, не сакајки, не мислејки дека ќе предизвикам толкаво внимание, ама ете стигнав да бидам и во политика. Пратеничка да се биде жена во политика е малку потешко некако во нашиве македонски услови и обкружување, нели? Најмногу треба да имате поддршка од вашето семејство. Така. Како имате ли таа поддршка? Видете, во последно време прашањето на жена на одредена функција, на одредена позиција се поларизираше, се радикализираше со некои феминистички модули кои што не дозволуваа раслојување на степенот на феминизам и сега не би можела да кажам колку сме феминисти или не сме феминисти, меѓутоа можам да си ја кажам својата вистина. До пред некоја година, ако ме прашавте дали има разлика помеѓу жени и мажи на одредена позиција, одредена функција, ќе ви кажав апсолутно не. Полот не детерминира ништо, интелектот, дисциплината и работноспособноста детерминира се. Полот е сосема настрана од вашата функција и вашата професија. Меѓутоа, да, како мајка и сопруга во градењето на семејната структура, е тешко да си жена во политика. Претпоставувам дека истиот одговор ќе го дадат жените во сите професии. Ние сепак живееме во едно експатриархално општество во кое што нели жената е онаа која што доминира во домот, во правењето на одлуки, одржувањето на домот и одржувањето на семејството. Ќе ја споменам накратко претседателката на Унија на жени во МРДПМН, моја драга пријателка Жаклина Пешевска, која што во одреден момент даде одговор на прашање од колега, многу интригантно и многу интересно и остави печат на мене.
Таа вели вака, јас не сум ниту доволно сопруга, ниту доволно мајка, ниту доволно домаќинка, ама градам патека за наредните генерации. И тоа е една голема вистина. Тешко е да се поделите помеѓу домот и активностите во парламентот или во политиката, бидејќи изискува 24 часовна активност, доколку сте одговорна и дисциплинирана личност во политичката фела. Мизраки, ви имате втораче девојче. Така. На некој начин е голема, но премногу е малечка за да свати нејзината мајка што работи. Така. Кога ќе ве види вака на телевизија, што мисли? Дали имате слушнато како размислува нејзиното главче? Па, интересно прашање и многу симпатично прашање. Мојата ќерчица сега има 6,5 години, кога имаше некаде 3 години, прв пат изговори реченица мама работи кај знамето, затоа што го препознава македонското знаме кое што стои позади пратениците на говорница. Меѓутоа, еве ќе кажам дека минатата година на училишен настан во кој што ги прашувале, имало прашање поставено до учениците што работат вашите родители, таа не знаела да одговори мама е во политика или мама е пратеник, одговорила мама ја брани Републиката. Мама ја брани Македонија. И концептот на како тие прифаќаат што ние правиме и без разлика што немаат свесност за државниот систем, за политичкиот систем и така натаму е многу интересен. Сепак ќе се навратам на претходното дека ние трасираме еден пат во кој што нашите деца гледаат жени кои што се на јавни функции, кои што може да бидат гласни, кои што имаат свое мислење, кои што повлекуваат линии, кои што ќе обележат иднината на државата во која што ќе живеат. Мизраки, морам и ова да прашам, вие сте Скопјанка, така? Колку градот или населбата веќе од каде сте влијаеше вака да се претворите во оваа личност? Имаше ли влијание, традиција, култура, морам да кажам многу. Соживот и така натаму? Многу. Јас потекнувам од Староскопско семејство и кога велам Староскопско семејство, тоа го велам заради тоа што имам документи кои што докажуваат дека моето семејство дошло од Толедо, од Шпанија во 1494 година по екзодусот на евреите од Шпанија и се населиле први во Солун, па во Битола, 1510 веќе се во Битола, за подоцна да дојдат во Скопје, што значи дека неколку 600 години од прилика сме ние веќе стари скопјани, вистински стари скопјани. Може би ќе биде интересно да се спомене дека старите скопски семејства меѓу себе се познаваат и комуницираат, има нели по социјалните медиуми групи во кои што се знаеме кои сме меѓусебно. Градот не бил секогаш вака агрегиран со граѓани, значи бил лимитиран во бројот на семејства. Во Скопје јас моето детство го паметам како детство на Башка и Барабар. Значи, евреите од секогаш и така живееле во Македонија и Башка и Барабар во рамки на своето семејство, меѓутоа во рамки на поширокото семејство наречено градот Скопје, во кој што имало турци, власи, албанци, македонци, срби, црногорци, се што живее на оваа територија. Да, Скопје го изгради во многу нешто мојот карактер. Духот на Скопје е убав дух. Тоа е дух на милост, меѓутоа исто така и на престиж и амбиција и една доминација, да кажеме, која што сака да се докажува како главен град. Горда сум на мојот град, дефинитивно, и мислам дека голем дел од мене е општеството кое што живее во градот Скопје. Пратеничка Мизраки, од вашата биографија собраниска, гледаме дека членувате во различни тела, во различни делегации. Еве членувате во собраниската делегација во парламентарната димenzија на Централно-европската иницијатива. Потоа во пратеничките групи за соработка со парламентот на Кралството Шпанија, со парламентот на земјите од Латинска Америка и од Карибите, потоа со парламентот на Португалската република, со парламентот на државата Израел, со парламентот на Република Грција, имате и членства во работни тела. На Комисијата за здравство сте председател, потоа членувате во постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, Комисија за европски прашања, Комисија за образование, наука и спорт, Комисија за надворешна политика и надворешна трговина. Гледаме една широка лепеза на комисии, реков веќе и членства. Каде најмногу се гледате? Каде најмногу можете да придонесете во сите овие тела, делегации и членства?
Благодарам на прашањето. Да, драги ми се членувањата во групите за соработка дефинитивно, меѓутоа мојата најдрага позиција моментално е претседател на Комисијата за здравство при Собранието на Република Македонија и дефинитивно најмногу гледам дека би можела да допринесам таму. Во текот на изминатите години, особено по моето враќање од државата Израел, каде што и ги завршив докторските дисертации, и на краток период од 3 години работев во Министерството за здравство и од таму и генералното познавање на здравствениот систем, здравствените политики, а сега од аспект на политичар можам да интервенирам и во законската номенклатура на системот, здравствениот систем во државата. За моја среќа во овој состав на парламентот имам прекрасни членови и заменици членови во здравствената комисија, сите се доктори или пак лабораториски работници, биохемичари, стоматолози. Тоа е еден прекрасен ансамбл од пратеници без разлика дали се од мнозинството или пак од опозицијата. Ние секој понеделник во 11 часот, речиси секој понеделник, нели со паузите кои што се заради избори и така натаму, имаме формат кој што го нарекуваме неформални средби во кои што се дискутираат различни теми од интерес на здравствениот систем, се покануваат и различни лица од извршната власт, дали е тоа министер, заменик министер, директор на ФСМ, директор на Малмет, директор на Институт за јавно здравје или директори на јавни здравствени установи и се дискутира за актуелната состојба и проблемите со кои што истите се соочуваат. Парадигмата на нашата работа е многу интересна со тоа што нели примаме и здруженија на пациенти, групи на луѓе, поединци кои што имаат потреба од консултација апропо здравствениот систем во државата. Навистина го милувам тој систем, го познавам и сметам дека е добар начин да се допринесе кон подобрување барем во еден мал дел во системите на државата. Како пратениците имаат и друго име, народен избраник. Ова значи дека произлезени од народот треба и почесто да се гледаат со народот, нели? Прашањето ми е колку често се среќавате со граѓаните, затоа што и собранискиот деловник го дозволува секој петок да се среќавате, но како пратеници, нели ваша должност е да се среќавате и секој ден и за време на викенд. Но вие средби што најмногу ве прашуваат, што најмногу бараат да им помогнете? Па видете, македонскиот јазик е интересен јазик и самите зборови, ако размислиме, имаат дупло значење или длабоко значење. Народен пратеник, значи ние сме испратени од народот за одредени потреби кои што народот ги адресира до нас. Заради тоа здравствената комисија и мојата канцеларија како претседател на здравствената комисија е отворена 24/7. На сите оние кои што покажале интерес или бараат внимание да постават одредени прашања, да се консултираат со нас, секогаш им упатувам пораката дека кога и да ме побараат, во кое време, во текот на било кој ден од работната недела, па и за викенд, дека ќе бидам достапна, ќе отворам канцеларијата и ќе дискутираме на темите кои што се од интерес, нормално во консултација и со останатите колеги. Како што реков и претходно, на моја среќа сите членови и заменици членови се навистина достапни на граѓаните. Различните здруженија имаат различни теми од интерес, значи од онколошките пациенти кои што поставуваат прашања до ендокринолошките пациенти со акцентирање или на дијабетот како заболување и така натаму, меѓутоа исто така поставуваат прашања и здравствени работници, се консултираме со директорите на јавните здравствени установи, па и директорите на различни институции апропо законската номенклатура, нејзиното подобрување, изменување или усогласување со останатите закони во државата како функционалноста би се зголемила и подобрила. Како пратеничка сте втор мандат, така? Така е. Од овој мандат остануваат уште 3 години. Помина 1 година и сега ќе ве прашам ова вообичаено прашање за секој пратеник. Што сакате да бидете запамтени кај граѓаните? По кое своје достигнување? Познаете, минатиот мандат, верувам дека од она што го слушам од граѓаните, дека останав запаметена по она фамозна анкетна комисија за онкологија. На моменти и не ми е драго што останав запомнета баш по таа анкетна комисија за онкологија, меѓутоа во овој мандат ќе се потрудам и мисијата ми е да направам, како што ја реков, барем најмало поместување во однос на здравствениот систем. Првото поместување може да се види, односно стана видливо кога се направи законскиот и системскиот органограм на здравствениот систем во оваа држава и корекциите на кои што
требаше да уследат од истиот како би се зголемила функционалноста. Во текот на овој мандат ќе има измени на многу законски решенија, на пиедесталот од здравствениот систем е Законот за права на пациентите, меѓутоа секогаш се акцентираат измените на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, па и останатите кои што произлегуваат од нив, но секогаш тие се оние во фокус на граѓаните. Се надевам дека ќе ги направиме комплементарни и на европската легислатива, меѓутоа и на побарувањата на нашите граѓани, како би имале достоинствен живот со достоинствен здравствен систем, општествен како што го дефинира и Уставот. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам.